што доведе до хуманитарна катастрофа во Гостивар. Хитлеровски методи ја апсел. Нека се знае. Сите треба да знаат со хитлеровски методи ја апсена. И ова што доаѓа од Институт за јавно здравје мостри да земаат од водата, да испитаат колку е изговнета и мочлосана. Со право ги бркаа од тама. Што има ти тука мостри да зимаш? Ние веруваме само во джукелата која што го загади водоводот. Тоест во блудницата джукели што го загадија. Што има сега мостри да зимаш? Ние сакаме да пиеме говна и мочки, говна растворени и мочки. Тоест говна растворени у мочка. Нема пубава пијачка, лимунада со цимет. Лимунада со вкус на цимет. Нема пубаво. Што има да ми доаѓаат од Институт за јавно здравје мостри да ми зима, да испитаат колку цимет има во водата и колку лимунада, каква е лимунада, квалитет на лимунадата со цимет да ми испробуваат тука. И со џумбир. Каква е тоа, каков е тој начин, ви се молам. Имате среќа што не се Хитлери, ни Мицковски, ни Тошковски. Иначе да се Хитлери, малце се за вас и тројца Хитлери и тројца Нерони. Со оваков мозок. Држава ќе прави заедничка. Која бе држава да прави со овакви ликови, со овакви луѓе? Која држава да правиш? Да ја бранат джукелата хуманитарна катастрофа што предизвика у Гостивар. На 50 степена. Што ги отру луѓено со илјадници луѓе со мочка и со растворени говна у мочката. Хитлеровски биле методите. Тројца Хитлери треба. Кога имаше ред, се знаеше кој чува водовод, кој го чува вруто, кој го чува рашче. Многу добро се знаеше и како беа чувани. Објекти од витален стратешки интерес на државата. Ставање пумпичка на диво во река, од каде што, или во базен, или во не знам каде. Од каде што се врши водоснабдувањето, значеше напад на државата и напад на народот. Напад на државата. Значи по дефолт во кривичен законник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, тоа одеше во ставката диверзија, напад на државата. Казни огромни. Во 60-70 години смртна казна. Ако се дрзнеш да туриш, да направиш диверзија, да туриш отров во водоводот. Цијан, цијанид или арсеник. Смртна казна. Имало такви обиди. Не ни стигнале до судови. Не стигнале до суд. Тоа е голема заебанција. Луксус. Се апсење, па суд, па пресуда. Не стигнале до суд тие. Има. И у Македонија има. 70 почеток. Соседна држава. Дознале на време. И мебеле мајката. Уште ко влегле на македонска, на југословенска, тоест македонска територија. Не стигнале понатака. Какво Скопје, далеко било Скопје. На лице место екзекутирани. Хитлеровски биле методите. Такви сте зашто не знаете ни за хитлеровските методи, ни за оние другите. Не ќе таква споредба да му направам на човекот со Хитлер, него мислам баш на ова, на заштита на витални објекти. Ни у времето на Тито какви шо беа за таквите престапници. Директно се соочува со
казна повеќе деценијски затвор или смрт. Диверзија на водовод. И што може да бидат отруени стотици илјади луѓе. Напад на државата, крај, тука е све кажано. Не е ле маршал Тито площадо да се вика у Титово. Да не беше тој маршалот Тито, кој ќе го потпиша новиот устав на СФРЈ во 1974 година, далеку ќе бевте од ова самоволие што го правите денес. Многу далеку ќе бевте од него. И со тој устав добивте поширока автономија, пошироки права. На Косово почнавте да правите што сакате, да ги полните државните институции со ваш кадар. Добивте можност за оно што го добивте после независна Република Косово. Тоа ви од Тито. И вие некете Тито площадо да ви се вика, као што се викаше. Тоа е тој ревизионизам фашизоиден и цела Европа што го доживува. Воскреснат фашизам. Наречете го неонацизам, неофашизам. Како сакате. Тоа е тоа. Порастоше пиличи, поебоше квочке. Тоа е приказната. Кој што ви се дозволи. Не само на вас, на сите им се дозволи. Благодарение на тоа што се растори таа држава. Затоа што ги подпирија сите овие ревизионизми, шовинизми, национализми со многу пари. Па дојде до ова, дирече, да ви смета и маршал Тито што ќе се вика площадот, да ви смета кој ќе дојде Институт за јавно здравје Мостри да зима од водата, што некој од вашите ја затруле, со говна и мочки, и што предизвика хуманитарна катастрофа, вас ви смета да дојдат луѓе, стручњаци да испитаат колку е загадена, за да се преземат мерки да се санира тоа. И да престане хуманитарната катастрофа, луѓето да добијат вода. Ви смета тоа што и вашите, не ви смета тоа што и вашите деца пијат мочки растворени говна? Како може тоа да не ви смета? Ја не можам логиката да ви ја разберам. И со вас треба некој да живее во иста држава. Како е можно тоа? Мислам на овие поединциве кои што на овој начин ја бранеат џукелата што предизвика хуманитарна катастрофа, тоа е глутницата џукели кои што ја предизвика хуманитарната катастрофа. Со вас треба некој да живее во иста држава, кога вие собствените деца не си ги штитите, што пијат мочки и говна. Растворени. Срамота, бе. Срамота. Хитлеровски методи. Имате среќа што се многу светлосни години далеку од Хитлер. И Мицковски и Тошковски. Светлосни години. Па да видите што е Хитлер и Нерон заедно, у исто споени. Неверојатно. Гледаш што се дешава. Ми кажуваат луѓе од јавно здравје што биле таму. Срамота, бе, еј. Абе, со кој живееме, бре, људи, знаете ли у држава, со кого живееме? Сакате држава да имаме. Не е можно тоа. Не е можно со таков субстрат човечки внатре. Тоест не човечен субстрат. Кој што штити политичка фигура која што довела во смртна опасност 80-90 илјади луѓе. Во смртна опасност ги довела. И они ја штитат. Ни срам, ни перде. И мислите дека со ваков нечовечен субстрат у тој регион дека нема пак да се случи ваква работа некогаш? Нема шанси да не се случи. Дека не се изменат некој работа. Премиере, војска и полиција, брат,
војска и полиција од сега па натака да ги чува таквите објекти. Нема разбирачка со ваквиве. Нема разбирачка. Све друго е ризик. Да не се викал плоштадот, овие учениве луѓе мислат глупи сме ние, идиоти сме. Да не се викал плоштадот Маршал Тито, тоа им сметало да се викал Владо Черноземски. Мислите случајно е тоа? А? Единствениот пријател од соседите што ни остана у моментов кај што имаме добри односи се србите. Единствениот. И со тоа сакаат и тие односи да ги заматат помеѓу македонците и србите. И кажете после дека нема спрега меѓу тие и бугарите. Ај кажете ми после дека нема спрега, дека тоа не е смислено, не е плански направено. Владо Черноземски да им го ставиш плоштадот да се вика баш таму, у Тетово. И а србите имаат став кон Владо Черноземски како што имаат. Убио им е краља. И одма сакаат да ти ги заматат добрите односи. Одма. Хитлер. Хитлеровски методи. Како сме нападнати на каков перфиден. Од една страна перфиден начин, од друга страна многу брутален начин. Малце еден Хитлер да расчисти. Овде. Малце. Искрено ја да сум на власт, мене би ме фатило паника. И би реагирал соодветно на паниката што би ме фатила. Тоа е, мислам, природно однесување. Ти си у паника, нападнат од сите страни, перфидно и отворено, брутално. Ја, верујте дека во таква паника не би паламудел многу за демократија и политика. Ја би делувал. Нормално е, човек се осеќа загрозен. Ако е начелно на една држава, таа загрозеност ја осеќа дека неговијата држава е загрозена, народот кој што го застапува, кој што управува со него е загрозен. Соодветно на паниката би делувал. Тоа е логично, здраворазумски. У паника сум. Реагирам веднаш, реагирам жестоко. Хитлеровски методите били. Што ги апсија џукелине. Што отруја толку луѓе. И како тоа можеше се да заврши прашање? Со таква локална самоуправа. Со таков управувачки кадар, менаџмент на во водоснабдување. Можете да замислите дека зашто да не? Некој поминал, истурил малце цијанкалиум, цијанид, арсен. Што има везе? Мислите дека после ова некој безбедно ќе се осеќа, а? Ако не се сменат некои работи во пристапот, а? Ако не застане, ако не се организира заштитата на таквите витални места за снабдување на вода, ако не се заштитат соодветно со полиција или војска, појма немам. Мислите дека далеку сме од ова да се случи некој да помине и да истори прашаче некој во водоводот? Не сме многу далеку. Верујте, не сме далеку. Ама ич не сме далеку. Нема вие што да земате мостри. Марш, марш! Какви мост? Нема мостри. Кај живееме ние?
Кај живеете бе вие? Кој век живеете бе? Не знам стварно, ова ако брзо не ни дое памет у глава, во смисла ако брзо не ги погледнаме работите онакви какви што се, без разубавување, без шминка, мислам дека само прашање на време е кога ќе се случи нешто многу пострашно. Ако на време не се разбудиме, со какви све луѓе сме принудени да живееме. И ништо нема случајно. Ништо нема случајно. Затоа ни изгледа чудно дека некој збрцал пумпа во крајно контаминирана река и ја внел таа вода контаминирана во водата за пиење. Просто не можеш да замислиш таква глупоќа нечија, дека некој може да биде толку глуп да го направи тоа. И нормално е, логиката ти кажува дека тоа намерно направено. Логиката така ти кажува. Може од глупоќа, ама логиката ти вика не може да постои толку глупав човек. Особено што се наоѓа на раководна позиција на водовод, со тиото и менаџерскиот тим околу себе. Не можеш, викаш, еден ќе бил попаметен, еден ќе му текнало, ќе рече, чекај бе, пумпава треба говна и мочки да шприца у водава за пиење да убацува. Нема да биде добро, ќе биде опасно, луѓе ќе паѓаат болни, отруени. Не може сите да биле толку глупи на никој да не му текнало. Нели логиката така ти вика? И онда ти вика дека е тоа намерно направено. Ако е намерно направено, па си викаш пичка му матерна, ако е намерно направено, тука нема селекција, може и нивни деца да страдат и тоа тука ти изгледа малце нелогично. Зашо некој би го направил, освен или ако знае дека ќе го направи тоа, па на време да се снабди со доволно вода, ама пак има многу други блиски роднини, нема валја на се од роднина на роднина дојде да им каже слушај сега од таа до таа дата купувајте шишиња флаширани, оти водата нема да биде за пиење. Така знаеш, може. Тој не му кажа зашто, ќе каже има некој проблем, не пиете сега, испитуваме ово она. Ама лудо е, пак е лудо, нелогично. Земја на чудата, на абсурдите, на неверојатните ситуации, сведоци на неверојатни ситуации. Доаѓаат лекари, стручњаци да испитаат водата, загаденоста, отровите, бактериите. Ти, како никој ништо, обичен граѓанин што си изложен на труење, што некој ти го довел животот во опасност, ти излегуваш на улица за да го браниш тој што ти го довел животот во опасност. Стокхолмски синдром, ала. Нема поголем доказ. Стокхолмски синдром. Го бранам тој што ми работи за мојата глава, што работи против мене, што ми го загрозува животот, ја не го излегувам на улица и го бранам. Ете тоа, луда работа.